Ајде, брате, влегвај. Ајде, добар ден. Давај ред. Ајде, бујду. Здраво, Жиго. Добар си со братата. Направо. Ама ја сменав и бравата се, не е туку таката. Повели кафенце Микел. Ајде. Некој капучино изненадно. Се надевам нема се потуриме. Вака му правим фрц назад. Денес го погодивме дено дожлив. Дожда. Да. Ај пробај го кажи дали убаво кафенце, да тргнеме. И екстра. Ако не да му се вратам на Микел. Не, екстра. Така. Кај сакаш да возиме? Кај ќе речиш таму, из Битола? Ти се бенди со Битола? Иначе ти си од Демирхисар? Демирхисар од Сапотница. Од Сопотница? Да. Гледаш, тој детал не го знае. Вие сте мисли Демирхисар? Сапотничанец. Брзијак оригинал. Брзијак, да. Тоа е убаво село, вистина. Да. Не големо во Демирхисар. Не големо? Да. Сум имал многу убав провод јас во Сопотница. Еј, да бе, појас море, брате, бубица, ништо не кладовме, шуева работа. И јас изумив. Тама не ведро чекаме на рампа. Ама се слуша се. Ето така. Имаше една куќа со споменик тука долу кај реката. Ти такнува? Каде Сапотница? Да. Нема таква? Куќа со споменик. Да. Внатре во двору има споменик. Не ми текнува. Или јас сум грешка, не знам. Школото е тоа. Може школата? Во школото има. Во школото има споменик. Таму имам. И спомен имам кај споменикот. Споменик е споменикот. Да, јас мои лични, нема врска се гибам за Сопотница. Женска да не си имал од Сапотница. Не знам. Не знам. Има убај чупиња во Сопотница? Абе има секаде има убај чупиња. Шо песна беше таа за Сопотница, бедна немаше? Свршена спа Сапобен. Така беше. Не е за Сапотница, ама е спомнува Сапотница. Ја спомнува. Бабино Сапотница, сите ги спомнува во таа Еден песна. мирхисарски села. Иначе, име презиме твое се Кристијан Ориѓански. Кристијан Ориѓански. Ето така да те запознаеме вака малце поќе на камера. Имаш 18 години? Да, полни 18. Сега си матурант. Кон 19. Кон Да, 19. матурант. Ето така. И ја негуваш македонската традиција преку музика и песна. Да. Што значи то за еден млад човек? Еден млад човек, јас како би се опишал, не знам искрено јас како би се опишал самиот, ама друг да ме опишува, би рекол по наши поселски гајдаџија. Гајдаџија, тапанџија. Зурладжија, така. Зурладжија. Кавалџија. Да. Свириш сите тие инструменти, Да, така? гајда, тапан, кавал, зурла. Како ти дојде момент да речеш дека чека ја сакам да свирам? Мислам, кога Талент. Тоа е талент во секој случај, Талент во ама секој мал што случај. правеше, те препозна некој? Од мал искрено на тенџериња на пајнци дома сум тропал. Тропаше. Сум тропал и Одум ги извај дома. одум. И мајка ми, детево има некој талент за музика. Тропан на тенџерињава на тепсиве тропат. И ај тапан ми купија, ко мало дете. Арно, ама тапан од дома, 2-3 дена, ножот и на кожите тие се наполојна. Така си остана тапанот. Чекај, се не сватив. Што со ножот со кожите? Со ножот ги скинав тапанот. Го искина ти? Да. Зашто? Така бев, Така немирен ти дојде. комал. Не знаев шо е тапан. Дали има вредност некоја? Дали има некоја вредност. Ама веќе кога почнав, стекна време да растам, Значи немојте со нож да си играте деца. имав 4-5 години, дури самиот не памтам, но со тек на време, полнам 9-10 години и сам самостојно сум собрал пари од роден ден, од било што, ќе купувам тапани. Тапани си купив, оние што се комплет джез, Да. Сет тапари. сет тапани, почнав со нив дома да лупам, да тропам и Одум ги извај дома. одум исто ги изваев. И го откриваја, мајка ми, татко ми почна да го откриваат талентов, дека во мене се крие некој талент За музика. за музика дека имам. И така Прво- продолжи да свириш. Да, Да, чекај, прво со тапан. музичко не учиш, така? Не. Зошто не оде музичко? Зошто? Во главата многу, јас тоа би рекол, за средно кој ќе се запишуваат децава, многу му се дава на мала возраст да одлучуваат што ќе бидат во животот. Има 100 мислења тогаш. Не мисли на тоа што треба. И еве сега јас сум матурант, 4-та година завршувам шумарски техничар. Што
појма немам што ќе ми е то школо. Вистина си има вредност и то школо си има А ти по своја желба се запише или те тераја? Оти јас кај што живеам како во шума. Во шума, да. И дрва, растенија, шумарството тоа ги изучува, дрвата. И ми беше мерак, тука го имаме во Демир Хисар, реков ќе се запишам на тој смер. Арно, ама со тек на време почнав да сваќам дека тоа школа не е за мене. Да. И голема мака ми е што не си се запишав во музичко битола. Ете, гледаш, ама добро. Никогаш не е касно, брате, Никогаш не не е можеш да касно. најдеш живота кај ќе те однесе и така, да. Да. Се досега што сум постигнал така речено самоук. Па види се, тие инструменти што ги свириш, тапане праено од дрво, кавалот е праено од дрво, зудлат е од дрво, така и да има елементи од дрво, па може ќе почнеш и да изработуваш. Можам да речам веќе со тапанот имам започнато музичкава кариера кај мене. Да. За колку време може да се научи да се свири еден инструмент? Например, еве гајда. Вака, секој инструмент мислам дека си има своја тежина, не мислам туку така е, дека си има своја тежина, макар и тапан и било што ги гледаме некои инструменти многу мали, ќе речеме овој инструмент е лесен, полесен, нема врска тоа. Секој инструмент си има своја тежина. Не можеш да го земиш инструментот и да речиш од денеска јас ќе бидам инструменталист на овој инструмент, пример гајдаџија ќе бидам. Да. Ќе земам гајдата и ќе свирам. Треба прво да си имаш желба на нештото да го посакаш. Да го посакаш да го имаш прво, да го земеш. Гајдата ја носиш? Носам. Во ранчето ја кладе? Да. Нешто сакам да Ќе направиме. надујаме. Освен што ќе ја надујаме, сакам да ме научиш да свирам на гајда. Ќе те научам, ќе Барем пробам. нешто основно, онака да знам. Абе, Ќе можам? Јас ко бев првата година во постојана дружба со гајдава и мојот учител ќе го наречам, исто Кој те прачен учеш? ми е Петар Ангелески, поздрав до него. Да. И вака тој ми рече, ја вели брачка ќе ти кажам се, прстометот на гајдарката, се ќе ти кажам, ама мајсторијата сам ќе треба да ја откриеш. Ето така. Ја истото ќе ти го речам. Јас се ќе ти кажам како се држи, како се дува, а мајсторијата ако сакаш да свириш сам треба да ја Значи ќе откриеш. треба прво да си купам гајда и да си земам купиш дома да гајда. свирам, да се учам. Да, и мајстор дури ќе ти препорачам од кај да купиш, за ако сакаш да видиш асли гајдаџија. Аз ли гајдаџија, Да. значи веќе денес ќе ме преш гајдаџија. Да. Ајде да видиме така како ќе изгледа. Се ќе удам јас на некој местенце кај што ќе се паркирам, ама во Па. меѓувреме сакам да зборнем и за некои други работи, поврзани со тебе. Дали има вака, од кај што идиш од тој крај од Демир Хисар, луѓе кои што сакат да свират на инструменти, вака млади деца посебно, дали има? Млади деца не. Или дали си единствен ти? Во село сум единствен. Баш еден мајтап правевме со колегава што ми е во исто јас сум инструменталист тапанар во културно-уметничково друштво Илинден во Демир Хисар. И колегава од таму тамбурашот што е и правевме мајтап и ми вели ти си најдобар гајдаџија во цело Сапотница. Во цело Сапотница. Тоа е. Може би вели во цел Демир Хисар. Да, дека вака- мало место, мајтап тоа ни беше. Да, а Нема, одиш по значи. настапи вака те викат по Да, свадби по едно свадби, друго? еве втора година активно се занимавам баш со тоа. По свадби одам со гајдата. Го правиш шоу малце, Да, свириш? па атрактивно е, по носија облечен. Се не се облеков по носија. Ако ќе те видат на свадба, нека те На викнат свадба поноси, ќе ми вика видат, тоа. нека ме викнат. Што мислиш за овој новиот момент на музика, на пример електронска музика со гајда, на пример со фолклор? Такви некои спои. Би пробал Имаш да пробано направам нешто? спој, ама кој ќе речат нештото традиционалното си е традиционално, да не мешаме баби жаби. Тоа е Ако се така свири вистина. на гајда. Оти не мислам дека треба. Па ќе се свириш на гајда, ама на пример туци да правиш. Не. Јас не би рекол, тоа не би го прифатил. Не би го прифатил. Техно со гајда не. Техно гајда. Техно гајда. Имам јас направено еден таков ремикс. Знам, го имам слушано. Мартин Гарикс. Со гајда македонска. Ги имам слушано. Добро, интересен е моментот што викаш да, ама Да. не го задржува нашиот фолклор во некој случај. Само има елемент, Да. значи се вклучува во фолклорот. Од што е изработена твојата гајда? Моја гајда е изработена од јаре, кожата од јаре, јарешка кожа. И баш по тоа е атрактивна моја гајда, со влакната се гледаат Влакнеста е гајдата. како цело јаре. Ајде И, се ќе а видиме.
дрвата што се, дрвата, гајдарката, брчалото се од дрво зеленика изработено. Да. Тоа е мајстор што си ги изработва, да речем, Мајстор гајдите. Синиша Грујовски во овде од Битола е. Од Битола е Синиша, според, Битолченец. според мене е врвен мајстор што јас си свирам негови гајди. Се овде ќе застанам вака. Пред да ја пуштат улицата, ние ќе ја видиме како личи. Ќе Едно време овде работев, овде беше едно време се викаше телевизија Мега. И сега Мега е руина. Тоа е, па тоа беше многу убав проект. Ама не ставна да го заврши. извам. Извај гај бубица да ќе клеме овде. Се дуре наместиме. Абе тоа е, ќе си трае емисијата, ќе си гледат луѓето. Први нешто кој е кој, генерално јас претпоставувам дека луѓето имат видено само гајда, вака личи. Само гајда. Една На свадба баш еден, има дојдено дете, шо е бе ова ми вели, кој е бе? Се тоа што Шо што е? радиш? Ова пискат, ова е срцето на гајдата. Ај Исто- чекор по чекор да видиме тоа како функционира. Има конец на него гледам. Ова е гајдарка, вака. Добро, и на Се него знам вика дека гајда. се свири исто Ова може да може да се дузниш. свири вака. Можеш и нова да свириш, ама... Да, ама јас за да не дуваш исто- цело време ќе ти дува јарето. Еве и гајдата. Ова Чекај да видиме вака дали гледат. Вака гледат се. ова се клава овде. Интересно. Брчалото за да го клаиме немаме место, ама зато Брчалото држи само еден константен тон, Да. така? И тоа си прави и то треба да биде наштимано исто како гајдарката во А штим. Во А Мојава штимава? гајда штима во А. Треба и брчалото и гајдарката. Ова ми е мене замена за Да му објасниме на гледачите, а штим значи ла нотата, до ре ми фа сол ла си докато ќе пеете, до ре ми фа сол ла, застанувате на ла. Може и гајдава да биде во Б, во Х, Б, тоа е. Тие се блиски тонови. Зависи колкава е. Прилично брзо се дува и почнува сама да свири. А кај го клаваш, брате, тоа брчалото, Брчалото тука. а на другото Еве. ноќе. А ова Да. знам што е од Елена Гајдадживката која снимав. Да. Е истото е. Што не ти кажат и тогаш шо е таа. И тоа подолу од Папа Коша. Можеш да пробаш вака на овој мал На дел. ова? Довдека да го Имам една мастика во уста да извадам. мастика немој ќе ми се заглави Да, во да. писката. Нема. И кој ќе му свирам на луѓето на свадба на уши, може да излета мастиката од дупчињава и да му се залезе. Во уши да му влезе. Да. Можеш само нова да пробаш. Чекај, се видов дека еден прс Да. го клаваш овде. Да. И Ова после. обавезно да ти биде. Ова затнато? Да, и И со вако ред да? си ги фаќаш. Овде овие прстиве вака треба, нова, новие перничиња да ти На лежат. вторите? Да, на вторите. Мгм. За да можеш со малиот прст, со првото перниче да го фатиш тука. Вака? И се дувај. Не, довдека. До каде? До кај конецот. Да таму Што да почна? лапнам? До тука. И си менуваш сега прстите. Ево тоа е мајсторијата. Смешно. Пресмешно му е на некој. Чекај да видиме. Што ти велев дојде едно дете на една свадба. Не можам да ги... Интересно. Не Едно можам да дете ги... дојде на една свадба и го гледа инструментов, ја досвирив и се збирам кај музикава и шо е ова ми вели бе? Ја ве гледаш што е. И што е, кажи ми? Гајда. Ја не сум видел вакво нешто. И ја сега Да гледам. знаеш што не вицо? Докторе, после операцијата ќе можам пак да свирам Да, на гајда? ќе можеш. бе. Ја, кај знаев да тоа што свирам. Докајде медицината, јас не знаев да свирам Да. на гајда. И вака си ја збираш.
Она сакам да го направам. И за тоа, Што треба да направам? мајсторија треба за тоа. Чекај, не знам да изатнаме с први новие. Оти не ми ја вади таа октавата горе. Еба и водувањето, гледаш ти тиши воздух од устата. Не знам, се излигав малце. Тоа е, не, мага, или имам вакви поќе да си ги менувам. Добро е, тон извадив. Тон изваде. Што ми извадив тон, добро е. На гајдава лесно е тон да се извади, не е ко кларинет, ко саксофон, ама ето, Па имам пробвани на кларинет и на саксофон и малце потешко беше. потешко е. Ама гајда добро успеа. Гајда си Кавал гајда. имам пробано, имам едно На кавалче. кавалон нема шанси да извадиш тон. Ова Не ми го се носам свагаше. сега, да, тој. Ова шупелка се вика другото, да, Да. така беше. Па на шупелка, дома имаме на шупелка, на не вадам то, ни имам некој песниче, знам да свирам примерно вака. Помалце, но ова не можам. Ова ме буни дека вели со прстите. Овде некако не ми иди раката. Си има и професионален спометр. Сега за ова професори нема кој да ти каже. Нема ни на факултет не се учи негде ова, На што знам. факултет се учи во Штип. Во Штип На има? етнокорологија, да. Ај, ќе имало негде. На етнокорологија се учи. Може таму да ти подобјаснат, ама Битола сега знам дека во музичко формија фолклорен дел, така? отворија, да. И што И се учи? многу ми е мака на тој смер. Сега да сум, ќе се запишам на тој смер, ама за Уште една, што во средно удри да, брате. требаше да кепнам во прва и да останам прва година 4 години. 4 години, ете така. Чекај се, пошто вака ми кажете дека многу лесно да научам да свирам гајда. Чекај, во ти те кламам, да? Мај појасот пак те оклам. Ајде. Еве ти овде имаш една пелагонка, водица. Битолска. Ова се е битолско. Се битолско. Превести се, ајде. Вака. Да, ще треба се напијам. Ова од гајдата ми е што дубав. Да. Влакно од јареда да не имаш голтнато. Сигурно. Не бо алергите ми јадна Па одвор. јас искрено кога дував на зурла, зурлава е многу силен инструмент, многу сака напор за да дуваш. Ко дував на нејзе си направив сериозен проблем со Е, со тоа е убав градите. момент да се спомни, да, дека Да. секој инструмент си има жртва кај човек и телото или ќе ти се деформиса рака, зглоб, ако свириш нешто било што или дишни патишти и така Но натаму. нови инструменти не е рака зглоб, ама дишните патишта, Па тоа е ако не се дувачки дува инструменти, да. на срцето може сериозни проблеми да се направат. Што проблеми имаше ти? Јас кашлав многу. Дувањето, бе, гледаш, и јас се на закашлав. плуќата си направив сериозен проблем, што кашлав, една година кашлав, не можев да престанам да кашлам. Значи, Ради тоа шоверите, дувањето. дека музиката сака жртва. Сака жртва, да. Да, значи мораш да ја сакаш музиката да Мора, свириш и да знаете дека не му е лесно на музичарите. Не, Вистина не му е лесно. посебно да на свират. ваквите ко мене, Да. традиционални што свират инструменти. Што е Етно, потешко е тука? потешко, зурла, гајда, кавал, тие си се... Тоа бара ги имам видено тие зурладжите, има некои турци, нешто излегваат со толка образи вака Да, ќе ги надуе. Што е целта тоа? Тука мораш позицијата на устата некако да Не е се до дувањето. Целта е на диафрагма да го собираш воздухот и да го испушташ, а не на белите дробови. Знаеш дека кога ќе дуваш за алкохол, ако дуваш на диафрагма не кажува? Да, да. Така да, полицајците нека не ме застануваат. Чаве нула ќе види. Не пијам алкохол, иако сум музичар. Бе добро, вие сум музичар, па не пијам алкохол. Еми кај нас Демир Хисарко ќе те прашат пиеш, не пием. И што свираш си таков ако не пиеш? Не пиеш, И да. таков. Тоа е, Ако пием нема ти да- грешавам тоноите, Е, па така нема да работи. Тоа е Тоа е. на работа, да Да. луѓето не може да пијат да Да, свират. така. Ете така, брате, да те дарувам и ќе зборниме после уште нешто. Одиме прво во Ива Бјути, едно Ива третманче Beauty. за тебе. Фала ти. Има таму ша нема масажиче, сакаш третман на лице. Ќе видим. Само таман сега за на матура да се спремиш, за брате. матура. Или па можеш да му го подариш на некоја понежна Може. половина да си ги направи ноктите. Може. Кучиња мачиња чуваш? 10 мачки. 10 мачки. Да. Охо, ајде за храна Ама- за мачињата од 5+. Ама и на кучето ако му го турам, од мачките нема да да изе храна Не, веќе. ади од мачки. Ќе го нападнати. А, е па така. Ќе Има му и за изе. куче внатре и за мач. Да. Мислам дека во ова пакет има поќе за маче, таман пошто 10 мачки имаш. 10. Ето Не, така. со се хартија ќе го изгресат. Да, иначе ми е многу мило што во Југо ТВ вака има млади деца кои што се талентирани и прават Да. нешто во врска со нивниот прогрес во животот и музиката. Па тој преска спомнав Ти си, дека да. сме малце такви.
Малцести вистина Барем треба да му во се дај кај нас внимание. во Демир Хисар, 2-3 сме. Абе па и тука Бито лајве има, гледаш го имав и Матеј, например, морам да го поздравам, поздрав Матеј, најмладиот тапанџија што го има во југото, така, значи има деца кои што сакат се уште да ја Има зачуваат деца, македонската ама традиција. за жал нашава држава не треба да ги поддржи таквите. Ама сега за жал ако сакаш да направиш кариера и да успееш во музичкава кариера, да си направиш своја кариера, свој име да си составиш, треба да имаш пријател на висока функција. За тоа да ти помогне. профункционира. Да профункционира. За жал многу случаи го тврдат истото. Да. А што презема државата вака за го заштити овој дел на културното наследство што го имаме, се зачуваат овие инструменти. Треба Што многу да ведбам дека се преземи. помалци мајстори за гајди има, се помалци луѓе кои што точно. свират на гајди. А тоа е вистина наш препознатлив македонски инструмент. По македонско не може да биде. Не може ни да Има иде, да. гајди и бугарски и српски, ама македонската гајда си е македонска По што се гајда. разликува македонската гајда? По звукот. Не може бугарската гајда никогаш да биде звук македонски. Има кај што имаат испробувано да се состава нешто, ама не оди. Македонското си е Но македонско. тој е македонскиот дел на Другото Бугарија, си е сигурно друго. звучи по македонски. А и шкотска имат гајда Да. со 3 брчала, Со така? 3 брчала. Дали негде диалектички се спомнува зборот шкотење на кожата? Шкотење. Да. Јас не го имам сретно. Јас негде го имам сретното како шкотење е приказната, ја знам колку е точна, не знам, дека кога ќе се изработувала гајдата, не знам тоа што се правело на кожата. Кожата кај нас се штавува, не се шкоти. Е па некој негде ја Се вела штавува. диалектички се шкоти. Не, Се кај нас се штавува. Кај нас знам и штавење се вика и на Се штавува битолски кај нас. дијалект, ама во некој дијалект ај нека пишат негде во коментар ако свата чуе се шкотела кожата, така шкотска го добило името. Да. Од колоријата на народи како што одело од Блискиот исток наваму се населувале се погоре и погоре и поминале низ Македонија и некако традицијата за гајде ја зеле и во Шкотска. Така ја знам приказната, не знам колку е точна. Ама демек од шкотење на кожата и така и Шкотска го добила името како. Шкотска за Шкотска, Македонија за Македонија, Така да си не е. мешаме. Кажи ми како може да се подкрепи гајдата и младите луѓе кои што сакат да ја зачуваат традицијата на Македонија. Што би требало да направи државата? Според тебе, што мислиш? Државата да му дај поддршка најпрво, да ги поддржи. Да има настани кај што ќе може Да да, има се настани. истакнат. Еве еден настан, фестивалот Пецата Насовски, на кој 3 години соред, 4 се извинувам, учествувам јас на него. И баш таму имам видено доста млади деца кои што свират на гајда, на кавал и свелам прв пат децава ги гледам овде дека свират Да. професионално. А тоа е многу убав момент кај што на пример сите што имате истата желба, истата љубов, да речем свирење или негување на македонска традиција преку музика и инструменти се наоѓате на едно место, Да. кој ќе се тие фестивали, тука сменувате искуства и контакти. Да, И тука може идеи да се родат Таму за нешто има не само поќе. млади луѓе, што има и професори од факултетите Така и поискусни за музика. луѓе и така Да. натаму. Така да значи фалат настани Фала. фолклорни, кај што ќе може да се Не само настани, туку Концерти, да фестивали. ги поддржат младите луѓе што се таленти вака. Не само со настани, туку да се поддржат тие деца, да му се овозможат многу. Некој ти не може нештото да го има, а сака да го има. Пример Така. гајда, не може секој да си дозволи. Оти сегашно време гајдата е доста скап инструмент. А има деца што се вистински таленти, а не можат да си овозможат да имаат гајда. колку пари е на гајда да се купи, пример, Па вакав сега прилика. околу 300-400 евра. Тоа е секој инструмент, Да. има некоја цена висока. Си има вредност, да. Да, си има вредност. И на пример ако вложи, еве дете во инструмент, 300-400 евра. Ама не, и тука да кажеме дека не е само да вложиш, Точно, да треба да, го имам, вложиш и да во... стои на витрина обесен дома. Да, тоа е веќе колекционерски. Не, Значи треба да работи на има тој желба, инструмент, треба така, да работи свири, најмалце ден од 2 сати да да му посвети. обрни внимание, да му посвети на тој инструмент. Да. Во постојана дружба да види секој ден. Со гајдата, пример. Да, Јас да, гајдата да. кажувам, Да. дека јас сум со гајдата. Мислам дека истото значи и за сите Истото за инструменти, сите да. инструменти. Така да Си треба сака се работа, посвети. секој инструмент си сака работа. Да се посветиш на нештото. Да, и после тоа мислам дека и до животно ќе ти врати таа инвестиција Да, која што ја правиш во точно, нештото, ќе ти го точно. врати до животно, кај што веќе и И тука треба да сме јасни дека инструментот ако го свириме ние за да ваѓаме пари од него, мислам дека треба со време да си се откажиме.
Не работата само ќе свириме на инструментот, ќе одиме по свадби, по свирки, ќе ваѓаме пари и тоа е тоа. Не, треба со жилба да го работиш нештото. Точно. Жилба да имаш кон нештото за да го работиш. Така, и Или да нема било пари, што. да, и да нема Да. пари, да има жилба, што велат со глата во зидот умире, Било кој удирај. инструмент. Значи, Било сака кој. жилба да имаш за нештото, а не е само за пари, ќе ваѓам, ќе свирам, ќе го научам инструментот. Да, ти кога Не. почна да свириш, после колку време почна да вадиш пари? После, па јас, еве сега имам 18 години, а лани почнав по свадби да свирам, значи лани сум имал 17 години. Да, а свириш од гајде од кога? Од 10 години. Значи тебе ти треба едни добри 7 години да почнеш Па, веќе да имаш некаков прилив на пари или хонорар со наше го работиш. Што и сега не велам дека сум јас професионалец. Уште јас учам И цел живот ќе учи, бе, пракса. брате, да. цел живот. Човек учи додека е жив. Така е, тоа само се надоградува, се подобро и подобро. Јас не треба сум да стане. професионалец, ама сум стигнал до некое ниво кај што можам да свирам, да ја користам гајдава за посвирки, Да. по свадби, како што свирам. Дали има некоја ситуација вака да издвоиш што ти си има случајно нешто на некоја настан, на свадба, на нешто На интересно? свадба. Многу интересно е, на сите свадби, значи. И така нешто да се има случајно, не. Ама, пример, насред свирење, една жена ми вели дај ми ја гајдата да свирам, а гајдава поврзана на озвучување. И ми вели дај ми ја да свирам, на тие јас. И то в крај попуштено озвучувањето, таа зеде ко почна да пишти, гајдава да пишти. На три хаос сето. Со групата со Фонтана, да ги поздравам тие. Поздрав до Фонтана и од мене. Да, со нив бев на свадба и баш женава седе, дај ми го да свирам. И баш кларинетистот Благојче се смееше. Ти го бараше, вели, она долго да го лапне, да го дупа. Јас нема проблем, еве ја давам гајдата, сакаше да свири Да жената. свириш, и за алкохол поќе свириш. Алкохол, да. Од жената, ама добро. Точно. Ето така. Брате, за крај нешто да му порачаш вака на сите луѓе што не гледаат, па и на младите што сакаат да почнат да се занимаваат со На младите, музика, еве како кој тебе. што има желба да си земи гајда и да си почне да си свири. Оти малце сме гајдаджи. Да, значи треба малце поголем број да се направи. Да, мислам дека треба и Се малце ги уплаши Малце ти тука дишни патиште едно друго, не знам, затоа постојат вежби. искусни лица, професори, вежби што можат тоа да си го средат. Ето така. Да се среди тоа. Значи во секој случај треба да се обратите ги стручни лица Да. за да знаете точно како да работите на гајда, оти не е Точно. само земја и Точно. дувај. Ја Не те е. зедов дува ми се закашлав. Така. Значи се си сака свое. Така е. Тоа е тоа, да не испуштивме нешто да спомниме, нешто да имаш, да поздравиш некој вака честитки поздрави Тие или што требаше се се поздрави. е поздравено. Да. Мило ми беше што беше дел од југото, мислам дека убаво си поминавме, Фала ти на научивме и поканата. нешто ново и мене ми е Да. многу мило вака како ќе има некој младо И мене ми дете е да го мило. поддржиме. Веќе сега сум полнолетен, возрасен и мене Да. ми е мило кога ќе видам некое дете на 10 годишна возраст кај што има желба да свири на баш вакви традиционални инструменти како што се гајда, кавал, тапан, Да не знаеш за крај некој друг вид за гајда. виц не знам, за гајди. Освен тој дека со операцијата успешно може да се свири Да, на гајда, освен тој. добро. Ето Тоа така. е тоа. Си рекол да не треба завршиме со виц, ама мислам дека доволно беше се што направивме. Да. Фала ви што не гледавте. Барајте го Кристијан Оридјански, имаш на YouTube нешто видео? Да, вака ќе ти оставам јас една визит карта. Ајде, сваля колку профи. Е, вака една визит карта. Еве. Исполнител на Еве гајда. стикерче. О, добро е. Јас немам поќе стикери да ти дам, Etno Music. Иначе овде пише Кристијан Оридјански, исполнител на гајда. Со што ја полниш гајдата? Со алкохол. Вистина со алкохол се полни Се гајда. полни со алкохол, Да, не од време знаш. на време се тура ракија внатре за да омекни кожата. Ама ракија, не алкохол од аптека 100%. Не етанол. Не етанол. Ракија домашна се тура. Дека исполнител не изведувач, што ме за Исполнител на гајда, дека го исполнувам инструментот. со воздух и со Да. ракија. Добро, јас мислев изведувач. Значи Кристијан Оридјански, исполнител на гајда. Да. Барајте го, ако го гледавме и во југо. Фала ви што не гледавте. Чао, чао.